Со нашите гости кои што денес пристигнаа во студиото на Македонија, денес да поразговараме за филмовите кои што беа прикажани на фестивалот Македокс и оној кој што вечерва ќе биде дел од програмата, па доколку можеби се заинтересирате, можете и вие да бидете дел од овој навистина интересен фестивал кој што носи прекрасни филмови кои што може да го задржат вашето внимание, да ве натераат да размислите, а пред се она што е најважно да се дружите и да бидете дел од таа навистина убава атмосфера овие денови во главниот град во Скопје. Денес во студиото на Македонија денес гостуваат Чавиер Марадес. Good afternoon and welcome in Macedonia today. Добар ден и добро дојдовте во Македонија. Ви благодарам. Исто така во нашето студија имаме Лаура Велинки. Лаура, welcome. Thank you. Браво. Посакуваме добре дојде исто така и на Джефри Фајнберг. Thank you very much. Тоа се нашите денешни соговорници со кои што ќе разговараме за филмовите кои што се прикажуваат и се прикажаа на Македокс. Ќе започнеме со Чавиер Марадес. Чавиer, your movie was shown on this festival, Македокс, Kukli. Is it your first time here in Macedonia? And I would like to ask you to tell us something more about your movie, the story, where did you get the inspiration, and of course at the end about the conversation with the audience in Skopje after the presentation of this movie. Чавиер Марадес ни доаѓа од Шпанија и неговиот филм Кукли беше прикажан на фестивалот Македокс. На самиот почеток сакам да ве запрашам за тоа како помина презентацијата, комуникацијата со публиката по прикажувањето на филмот, секако инспирацијата за снимањето на овој краток филм. Yeah, so Kukli is a short film. Кукли е краток 16 филм, minutes long, and it's 16 минути трае и е приказна за story between a man and a dog. љубовна приказна за So the story was actually close to me because it's from my hometown. I knew the блиска person. ми е приказната, го знам човекот од мојот град. Знам дека го чуваше животното и му се приближив на личноста и развив однос со него и го сними филмот. Приказната за тој човек, жена му почина и еден ден тој и белиот голуб еден ден слетал од небото во него. Потоа била повредена птицата и од тогаш се заедно, од кога тој ја излекувал, приказната е за нивниот однос. Природата на приказната е како љубовна приказна. Беше прикажана завчера. Тоа е убав филм за гледање, бидејќи е духовен и поетичен и луѓето добро реагираат на него и секогаш прашуваат за гулабот, како живееле заедно. И работи за околу реинкарнацијата, за љубовта после смртта, духовни теми од различни аспекти, многу е трогателен. How did Ramon accept your idea to film his story? Како Рамон ја прифати понудата, односно идејата да ја филмувате неговата приказна? Well, Ramon, he's my father's cousin. Братучет на татко ми. I never met him before. Не го знаев порано. Како дел од семејството, иако не сме блиски, ми беше лесно да му пристапам. Се запознавме пред снимањето, имаше време кога малце се дружевме, за да си стекнеме заедничка доверба еден во друг. И тоа е како процес на стекнување доверба. И одеднаш се почувствува удобно кога го снимав. Беше многу великодушен. Why did you choose documentary films to work on? Зашто ги одбравте документарните филмови да ги работите? Well, I come more from the arts world. I'm more like доаѓам од светот на уметноста. Artist that happens to make Сум films. уметник So кој for me, случајно filmmaking снима is a way to филмови, така express што myself, and снимањето филмови documentaries е are a way начин for me на that I found that I can изразување express myself и еден од начините through moving кој што images. се преку Yeah, for me it's a form of self-expression that I can deal with reality. Тоа е израз just with на преку a кој camera се in справам between. со I don't need реалноста, crews and со actors посредство and на lights. I камерата. just need the camera and Потребна ми е gallery and камерата. light. So for me it's like a very direct form to interact За мене and to тоа е transform вид and to be интерактивна transformed by форма what I film. и трансформирање на Do you have моите chance чувства.
to watch other films on Makedox, and of course I would like to ask how did you react when you were chosen to be a guest on Makedox? Дали имавте можност да погледнете останати филмови кои што се емитуваат на Македокс и како всушност реагиравте кога ве одбра и вас да бидете дел од овој фестивал? Well, it's hard to make films, and it's even harder to get them shown. And especially to get them shown in nice festivals where they, they have a very good program here with very, very good filmmakers and films, so it's an honor to be chosen to be with all these people. And you make films also to people to, they have to watch what you do, so you get feedback, and that keeps you going, because if you there's not really money involved, so it's more like an act of faith that you keep doing what you like, because you have a passion. At least if you have it, people watch it and people react positively to what you do, луѓето реагираат позитивно на она што го правите. Тоа те турка напред. Чавиер, јас се надевам дека ќе имате можност повторно да дојдете во Скопје на Македокс со некој ваш документарен филм. Ќе ни биде задоволство повторно да ве видиме. Чави, I hope that you will have a chance again to be part of Makedox next years with one of your documentaries that you will film. Thank you for being here. Now, I would like to talk with Laura and Jeffrey. Laura, благодариме секако на Чави за гостувањето и посакуваме повторно да дојде тука. Сега ќе поразговараме малку со Лаура и со Джефри. Всушност, Лаура вечерва ќе има прикажување на незиниот филм и се надевам дека дел од вас, кои што можеби досега немале можност да бидат дел од Македокс, оваа година ќе одберат ден, момент да посетат некои од филмовите, затоа што ете, токму и ние во Македонија денес ги презентираме овие филмови. Земја на ветрот е филмот на Лаура Белинки, која што ни доаѓа од Обединетото кралство. Laura, your film will be presented tonight on Makedox. So, are you excited about it? I'm very excited about it. Yes, tonight at 9. So it's the first film that's going to be shown tonight. Тоа е првиот филм кој ќе биде прикажан вечерва и многу сум возбудена. Do you have chance to see other films during your visit here in Skopje? Дали имавте можност да погледнете некои од останатите филмови додека сте тука во Скопје? Yeah, I've been watching all the films that I can. Да, ги гледав сите филмови. I think the program is really strong, really good. So I feel really honored to be part of this program. Чест ми е што сум дел од оваа програма. Yeah, the films are beautiful and very varied. They're very different. Тие се многу поинакви, програмата е многу разновидна и секоја вечер е различно искуство и уживам во фестивалот. Land of the Wind is your film that tonight will be shown on Makedox. Can you tell me something more about the story, the inspiration, the making of this film? When was it all done? Земја на ветрот е филмот кој што вечерва во 9 часот ќе биде прикажан на фестивалот Македокс, со кој што вие ќе се презентирате. Би сакала да ми кажете малку повеќе за инспирацијата, за приказната, начинот на снимање и кога всушност е завршено ова дел. Land of the Wind is a short film, is an 18-minute long film about Eliseu Misiu, who's the photographer of Patagonia. So for 5 years now he's been chasing the wind and photographing the effects of the wind on the population, on the landscape, on wildlife, and the wind is invisible, right? So it's a big challenge to get all the reflexes that are really strong in Patagonia. The wind is so strong that the trees grow sideways, that nothing grows. So people live really isolated lives. They're puesteros, so people that live 300 kilometers away from the next person. They only communicate through radio. And so it was, to me, a really big privilege to be able to access these lives. Through his lens, he's been studying this for a long time, trying to find the best angles, the most revealing characters. And it was a lot of fun and also a big challenge to photograph under these circumstances. Да фотографирам и да го следам. I guess that you're excited about your conversation with the audience after the showing the film, and the colleagues that are here from all over the world. Have you met them before this festival, or Jeffrey and Xavier for the first time you have met here in Skopje? Се надам дека исто така сте многу возбудени за разговорот по прикажувањето на филмот со публиката, но и со останатите колеги кои што од целиот свет се тука кај нас. Дали за прв пат се запознавте и со Джефри и со Чави сега тука во Скопје? Actually, this is a big coincidence because we met in Palm Springs a month ago in the premiere, the world premiere of my film. He was also there.
and we met at some bar at night, and we recognized each other yesterday in one of the talks. So it's not the first time that we meet, it's the second. And yeah, this is a very nice environment to meet people, to meet other filmmakers. This is lovely about Makedox, that we get to actually put a face to the incredible films that are being ставаме голема верба во неверојатните филмови кои што се прикажани. And how do you like Skopje and Macedonia? Како ви се допадна Скопје и Македонија? Oh, I'm enjoying it a lot. I mean, I live in London, and there's not enough sunlight there. And I can say that there is enough sunlight here. I've been enjoying it a lot, walking a lot, and enjoying the festival mainly. That's what I've been doing the most. Thank you very much. Enjoying Skopje in the festival. I am glad that you are here in our studio today. Thank you. Уживај, Лаура, и во престот во Скопје, секако и во фестивалот Македокс, секако нас чести задоволство што и таа е денес дел од нашето студио. Завршуваме со Джефри Фајнберг, кој што со неговиот филм Висење исто така веќе имаше можност да се презентира пред публиката на фестивалот Македокс. Джефри, your film was presented by the audience in Makedox, in Skopje. So how the audience react on your film and your story? Публиката веќе имаше можност, па како реагираше публиката по прикажувањето на филмот на приказната која што беше прикажана? Yeah, I think it was really nice беше убава проекција. Имав многу добри прашања, поставуваше публиката. Програмата беше многу добра и филмот пред мојот и тој после мојот траеше 15 минути. Имаше како поврзани, мојот филм беше за млади луѓе кои што прават екстремни работи, а следниот беше за светскиот рекорд во нуркање, во задржување на здивот, така што тоа беше добар однос меѓу нас и публиката. Публиката уживаше. Што виси на покривите на зградите високо над Москва, Кирил. Can you tell something more about Kirill, the boy that is hanging on the roofs over Moscow? Is it a real boy? Did you met him before? Yeah, so the film is set within the subculture, in Moscow. За субкултура во Москва и во Свети Петербург во Русија. Тие се викаат руферс или шетачи по покрив. Тие висат на покривите на две згради во градовите. Ги бират зградите, некогаш и провалуваат и се качуваат на покривите. Имаат неверојатни погледи на Москва од различни агли. И во оваа група на субкултура тој прави еден чекор со тоа што виси на покривите без никаква безбедносни мерки. Јас бев фасциниран од него. There's a couple other kids that are very extreme in that way. Има неколку деца кои што го прават тоа, но Кирил е сосема смирен кога го прави тоа. Нема никакви реакции и се чини како да седи на кауч и гледа телевизија. Толку обично се чувствува. Започнавме да се преписка по имейл, ме покани да се запознаеме. Неколку недели се шетавме за да видиме што се случува во неговиот живот и многу работи му се случуваат во животот, прави многу работи, секогаш е зафатен.
даде увид во неговиот живот и работите што ги прави. Јас на моите денешни гости што беа дел од Македонија денес да ни позборуваат за нивните филмови, презентации, присуството на фестивалот Македокс. За жал немаме многу време, но ќе ги поканиме гледачите кои што сакаат да бидат дел од фестивалот да искористат таа шанса да бидат дел од ова навистина убаво дружење кое што таму го има помеѓу гостите кои што ги прикажуваат своите филмови и оние кои што дојдоа да ги погледнат. I will thank you both, all of you, that you are our guest today, and I'm glad that you are our guest and guest in Skopje and Makedox. I hope that you will come here again to be part of this our film festival. Thank you. Ние, драги гледачи, тука ќе направиме на куса пауза, затоа што имаме се уште гости во рамки на емисијата Македонија денес. Ја слушаме Дани со Нема две, а веднаш потоа завршуваме со последниот разговор и нашите последни соговорници.